Добро утро, Стефан. Добро утро до сите кои што не гледаат во моментот. Да се јавуваме од градскиот парк во Скопје. Ладовинка е овде, дува има во моментов ветерче, не е многу топло, безбедно сме на сенка, нема да изгориме. Убаво најави, ќе зборуваме во следните неколку минути за една уметничка инсталација. Реупотреби го умот. Ако можеме да реупотребиме материјали, зошто да не го реупотребиме и умот? Зошто да не размислуваме малце подлабоко и малце поинаку? Токму така, ова уметничка инсталација е веќе поставена зад мене, не знам колку ќе можете да доловите. На Астал е дел од едниот од сегментите од уметничката инсталација. Има 4, ќе зборувам подетално со мојата соговорничка. Инаку, само да најавиме дека всушност организатори на оваа уметничка инсталација се ХОПС, тоа е невладина организација кои што ќе ни објаснат зошто го прават ова. Добро утро до вас. Добро утро, благодарам на интересот и на поканата за да кажеме вака јавно што правиме. Значи, ХОПС е организација која работи на полето на намалување штети од користење други и на превенцијата на ХИВ, хепатитис и туберкулоза. Значи, повеќе од 20 години работиме со корисници на други и нивните семејства и со сексуални работници. Тоа се маргинализирани групи кои заради својот стил на живот се дискриминирани и стигматизирани во општеството и заради нивниот стил на живот многу често немаат можност да го остварат своето право на работење, односно да самите заработуваат и остваруваат економски бенефит. Целта на инсталацијата е заедницата на корисници на други, практично го повикува останатиот дел од општеството да погледне малце пореално што се случува наоколу и да подаде рака место да дискриминира и да стигматизира. И сакам да кажам дека инсталацијата е направена од реупотребени материјали. Символиката е затоа што ова е заедница која има потреба од, да речеме, од символично кажано реупотреба. Значи, тоа се луѓе кои дури пред да бидат зависни, некои од нив си имале нормални работни навики, го живееле животот нормално, но со текот на животот стигмата дискриминацијата, значи заради нивниот стил на живот, тие ги губат и тие навики, тие можности, бидејќи на пазарот на труд се практично непрепознаени. Да појасниме, значи, лица зависници од дрога се оние кои што го сработија ова што е зад нас, така? Значи, што е тоа што го гледаме зад нас? Тоест, ние гледаме само, како што кажав, на Астал, не знам колку можат да го прочитат, интересен сегмент од целокупната инсталација. Може ли малце да подобјасниме? Јас имам фотографии, претпоставувам дека се готови од вашата изработка, процесот деновите, но да појасниме што всушност представува оваа инсталација. Инсталацијата има 4 страни. Во моментов тоа што го гледаме на Астал е онаа страна која го представува семејството, односно го представува нашето општество како едно семејство. Всушност идејата потекнува од таму дека ако вие веројатно и самите знаете дека повеќе во минатото, ако се дознаело во комши дека има некој човек што е корисник на други, класичниот муабет бил подалеку од дома, да не ти е дома и така натаму. Меѓутоа тие ни се дома. Ова е едно големо дома, значи нашата држава е наша заедничка дома. Наместо да мислиме дека тоа е туг Астал, да разбереме дека тоа е заедничкиот Астал и да седнеме на маса, типично балкански, и да ги решаваме предизвиците со отворени карти, да ја пружиме поддршката и реинтеграцијата, да дадеме таква како што треба да биде, за да биде уште поуспешна. Другата страна е седни и размисли, значи ги зборувам вака спротивно, седни и размисли е страна која има за цел да ни каже дека треба да размислиме повеќе пати, да не правиме избрзани чекори во тоа размислување, да се опуштиме, да се насмееме и да подадеме рака никому. Значи да размислиме за проблемите и предизвиците, само така ќе можеме да ги решиме. Третата страна се вика Заземи став, каде што сакаме ние да покажеме дека ние како активисти и како заедница на корисници, како луѓе корисници на други, сакаме да му покажеме на општеството дека ова еднаква заедница на општеството, со тоа што има своји ставови, може да допринесе кон поквалитетни. При тоа ги повикуваме тука младите да ги изразат своите лични ставови за заедничка подобра иднина, бидејќи они се, да речам, следните загрозени ако некој е воопшто загрозен.
дека тие може да дадат најмногу допринос, односно да го искажат својот позитивен став или своето позитивно мнение за заедничкото утре. А Go Green е веќе целосно може да покаже целата идеја дека е од реупотребени материјали кои, значи ние пластиката, отпадот го отфрламе на секаде, исто како луѓето кои мислиме дека се невредни ги отфрламе. Овдека отпадот кој го отфрламе како предмети и она што општеството го има заборавено на некој начин дека треба да пружи рака и да помогне, е тука сплотено во еден зелен зид, значи тие две работи ако се помешаат, ќе видиме дека добиваме убава градина која ни помага заеднички да дишеме подобро. При тоа, верувам дека и кај младите, кај останатите ќе се подигне свеста за тоа дека предметите може да бидат искористени повеќе пати, дека еден ум има различни идеи и колку повеќе работи, толку повеќе може да придонесе. Силна символика, силна символика во сето ова, но ќе додадам дека има навистина и многу голема порака со тоа што буквално ја покажувате дека треба да се грижиме за животната средина. Значи не е само таа символика која што ја кажувате преку луѓето, но и дека треба да внимаваме што правиме со отпадот, дека тој отпад може да се искористи на многу паметен начин. Да, знаете ако ние сите погледнеме, еден ќе каже дека јас ова не го фрлив, јас ова не го фрлив. Меѓутоа тоа заеднички сето се вика општествен отпад. А ние сме дел од општеството, значи сите подеднако треба да се грижиме за нашиот дом да биде убав. Така. Споменавте и вие сами дека постоите веќе над 20 години како ХОПС, како невладина организација која што се труди да промени да помести некоја стигма која што владее овде во нашето општество, да ги отвори очите, да размислуваме поинаку. Колку нештата се променија изминативе години? Сакам да кажам дека посебно локалната самоуправа ја има да кажам до едно ниво подигнато свеста. Значи најпрво да се заблагодарам на Цивика Мобилитас кој ја препознаа оваа идеја и не поддржаа да ја создадеме и оствариме. Град Скопје кој со години поддржува дел од нашите сервиси, дури и со општина Кисела вода и со други општини сме во добри релации, во добри комуникации и на сите ни е јасно дека реинтегративниот процес е оној основниот за да помогнеме на овие заедници. Така. Ајде сега да кажем и колку време се подготвуваш ова, не делува така едноставно дека брзо сте го направиле, колку време работевте на цела оваа инсталација? Како идеја, самата акција, креативна акција е почната пред повеќе од 15 месеци. Имаме внатре различни активности изведовме, значи работиме и со деца во социјален ризик во еден сегмент од акцијата, каде што луѓето кои се корисници на други партиципираат како креативни активисти во оваа акција. Со нив изработуваме инсталации кои имаат интерактивна содржина и помагаат во структурирање на слободното време на децата во социјален ризик. Ги поздравуваме Министерство за труд и социјала кои исто така ни отворија врата и веруваа во ова. Децата ги учиме, благо кажано, дека предметите околу нив може да им помогнат да си го украсат домот, да си го организираат, или пак може би во иднина ќе им помогне да и нешто заработат. Луѓето кои се креативните активисти во акцијата со задоволство изработуваат предмети кои се наменети за тие деца, значи тоа е една супер врска. Имаме ние предвидена уште една инсталација која ќе биде при крајот на септември, која исто така ќе има символика и ќе биде од реупотребени материјали. Значи целата акција е од реупотребени материјали и самата оваа инсталација се прави веќе, да речам, 3 месеци, не можам да кажам точно, бидејќи бевме затворени со работата со ковид, нашите центри се уште не работат, само теренските тимови обслужуваат, но оној момент кога дозволи да работиме надвор, ние почнавме тоа да го правиме. За крај, значи да им објасниме на нашите гледачи, конкретно отворањето на инсталацијата ќе се случи, представувањето ќе се случи во 18 часот вечерва, токму овде и со забава ќе се почитуваат мерките, да нагласиме дека мора сите кои што планирате да дојдете овде да внимавате на оние препораки за користење на дистанца, растојание, користење на заштитна опрема и да се внимава да не се шири COVID-19. 18 часот овде да
подобјаснам за да не лутаат, значи во непосредна близина на дискотеките во градскиот парк, спроти паркот за кучиња, така ќе го најдете местото каде што се наоѓаме. За крај ви посакувам успех, да имате соодветна посетеност и навистина да ги разбудите оние луѓе кои што се уште не веруваат дека заедницата треба да работи заедно. Да, ви благодарам на вниманието и се надевам дека правиме промени, дека тие промени се позитивни. И јас се надевам дека така. Благодарам од ХОПС, благодарам многу за одвоениот простор време и за гостопримството кое што ни го понудивте токму овде. И јас ќе кажам за крај дека навистина треба да престанеме да имаме предрасуди кон луѓето, треба да ги отвориме очите и ете да ако можеме да подадеме рака, ако не да не осудуваме никого затоа што не знаеме зашто се нашол во тоа што се нашол и да ги почитуваме сите и да ги разбираме пред се луѓето. Колеги, доколку немате прашање, би се одјавила од овде.